Средношколците од Кочани дадоа подршка на барањата на средношколскиот пленум за промена на одлуката за начинот на кој ќе се полага државната матура, како и за измена на моделот за екстерно тестирање. Преку протести, учениците повикаа да бидат слушнати од надлежните, бидејќи во донесувањето на одлуките не биле воопшто консултирани. Излегоа на улица за гласно да ги искажат сопствените ставови, со надеж дека ќе биде воспоставен диалог со одговорните во ресорното министерство. Најголем дел од учениците кои учествуваа на протестите беа од Средното општинско училиште Љупчо Сантов, а поединечна подршка тие добија и од средношколци во другото средно училиште во Кочани. Во овој осумаголник ќе ги слушнеме ставовите на Иван Коцев и Ивана Карова, председатели на младинските организации на двата средношколски центри, околу причините и очекувањата од протестите, како и за плановите за натамошно реализирање на барањата. Коцев, задоволен ли си од тоа како досега течат протестите што ги организираше вашата младинска организација? Јас сум задоволен од тоа како течат протестите. Можам да кажам дека учениците од Средното општинско училиште Љупчо Сантов масовно излегуваат на досега трите протести кои што ги одржавме. На состанок на младинската организација, која што го имавме пред да започнат протестите, имавме широка дебата за тоа дали да излеземе на протести или не, дали да ги поддржиме нашите генерацијски другари од останатите градови, и после бурната дебата со 100% поддршка беше одлучено нашата младинска организација да излезе на протести. Па затоа мене ме радува тоа што учениците од Средното општинско училиште Љупчо Сантов ја почитуваат одлуката на младинската организација и излегуваат на сите протести досега. Она што го барате е познато, меѓутоа накратко да објасниме што се конкретните барања на средношколците. Нашите барања се само две. И не гледам причина или не гледам причина тие да не бидат остварени од страна на Министерството за образование и наука, бидејќи се лесно остварливи. Прво ќе сакам да му порачам на министерот за образование и наука, а тоа го порачуваат и многу од учениците кои што присуствуваат на овие протести, да кочи, да забави со реформите. Во ниту еден од новите закони за средно образование, ниту еден средношколец не е повикан на разговор, на консултации во Министерството за образование и наука за тоа како ќе се носат идните закони. Бараме активно да бидеме вклучени во носењето на законите кои што не задираат самите нас, средношколците. Бараме да има посеопфатна анализа при носењето на тие закони. Значи не е само работата да се донесе закон и да го спроведуваме. Во однос на нашите барања, нашето барање е промена на концептот на државна матура. Од оваа година, од 9 февруари 2015 година, стапи на сила новиот закон за државна матура. Тоа значи дека математиката ќе биде задолжителен предмет при полагање на државна матура. Од оваа година само за гимназиската насока, а од догодина влегуваат и стручните насоки со задолжителен предмет математика за државна матура. Ова кај учениците најде на негодување. Зошто? Многу од нив ќе се запишат на општествените факултети, на факултетите каде што нема математика, на јазичните факултети. Зошто сега сите тие ученици да полагаат математика како задолжителен предмет за матура? Стручните насоки, кои што имаат само 2 часа неделна математика, и тие од догодина ќе имаат потреба да полагаат математика како што налага законот. И во гимназиските насоки не е ист распоредот на часовите. Во зависност од насоката, оние што се математичка насока имаат дури по 9 часа неделна математика, оние што се во некои од другите насоки, дали јазично, дали за медицинари, имаат само по 3 часа неделна математика. И сега сите нас учениците не ставаат во ист кош. И велат ќе полагате математика во едно основно ниво, а некој се повеќе надоградува, најнормално што има 9 часа неделно, некој има 3, а дури стручните насоки, економската насока од нашето училиште има 2 часа неделно математика. И сите тие полагаме математика. Тоа кажавме дека нема да дозволиме да помине. Не може тоа да помине. Во однос на второто барање, промена на целиот модел на екстерно тестирање. Имаме 60-минутен циркус, значи 60-минутен бинго тест во кој што си играш лотарија А, Б, В, Г, заокружуваш, значи со кликање на компјутерот и добиваш оценка за 60 минути.
Прво не деградираат нас учениците, а ги деградираат и професорите. 3 дена пред полагање на екстерното тестирање, тие не ги даваат прашањата. Тоа не е учење за знаење, тоа е учење на памет. Значи, во зависност од предметот колку часа неделно имаш, имаме 100, 200, 300 прашања и механички ги само научат учениците, а после полагањето на екстерно тестирање, ја чисто сумњам некој од нив да се сеќава на одговорите на тие прашања. Тоа е механичко учење што не е добро. Таа оценка влегува во свидетелството. И сега прават споредба помеѓу оценка 9 месеци која што е следена. Значи со активности, со тестови, со писмени работи на ученикот, за ангажираност, за интересираност, присуство на часот, една целокупна оценка која што ја дават нашите професори. И оценка добиена за само 60 минути. За само 60 минути која што влегува во свидетелството. А во тие 60 минути ученикот можеби не е тој ден сконцентриран. Имаме и сите ние наши проблеми. А можеби од тие 60 минути, значи, му зависат на него многу понатамошни работи во животот, како на пример уписот на факултет. Тоа не е добро. Втората забуна која што ја направија со екстерното тестирање е тоа што 4-та година матурантите полагаат екстерно тестирање на полугодие. Значи, после првото полугодие се полага екстерно тестирање и сега оценката, значи, од материјалот од првото полугодие влегува во свидетелството. А во свидетелството има оценки од материјал од целата учебна година. А овдека имаш оценка од едно полугодие која што влегува во свидетелството. И тоа исто така не е дозволиво. Не може оценка на нас од полугодието на нецелосен материјал да не влезе во свидетелството и понатаму да не влие на целокупниот успех, значи на просекот на ученикот влие оценката од екстерното тестирање. Веројатно вие имате некои ваши предлози во однос на она што рековме нема да се полага, односно барате да не се полага математика, што е предлогот? Вака сега. Гледаме дека Министерството за образование и наука, кога сака да преговара, преговара. Го имавме случајот со Синдикатот за образование и наука СОНК, каде што после неколку месечни преговори на професорите им беше договорено од страна на Министерството дека нема да има казни за оние професори каде што ќе има отстапување. Значи, делумно можеме да кажеме дека проблемот со професорите е решен. Делумно е решен. А кај нас учениците, ние имаме предлог. Нека има екстерно тестирање. Но можеби не во ваков модел. Овој модел е неприфатлив. Еве 3 години имаме екстерно тестирање. Знаеме дека одличните ученици многу често имаше ситуации каде што добија слаби оценки на екстерно тестирање. Тројки, четворки, а оние слабите ученици кои што имале од професорот оценка единица или двојка, сега имаме ситуација на екстерно тестирање да добијат тројка или четворка со тоа што едноставно тие може да ги кликат сите одговори под А на тестот и да добијат тројка. Значи таков е моделот на екстерно тестирање. Нашиот предлог е нека има контрола на нашето знаење, нека има контрола врз работата на професорите, но сето тоа нека не влегува во успехот во свидетелството. Оценката од екстерното тестирање не треба да влегува во свидетелството, да не влие врз натамошниот наш успех нели при уписите на факултет и сето тоа. Нели се губи на тој начин и воопшто потребата, ако веќе не влегува како оценка во свидетелството, нема да има и потреба од екстерно тестирање. Вака, екстерно тестирање, ја мислам дека мора да има од корен, целосна промена на моделот, бидејќи овој 3 години функционира, 3 години се покажа како неуспешен. Зошто ако не влегува во свидетелство да нема екстерно тестирање? Подобро би било. Еве, и јас лично ќе знам за таа година докаде сум стасал со знаењето, дали мојата оценка била реална со оценката од професорот која што ми ја дал, тој ќе види дали има отстапување од оценката, но нема да влие ниту на него, ниту на мене, на нас учениците. А вака со 60 минути и со прашање кои што некои од нив ги немаше ниту во материјалот, ниту во програмата за работа, навистина не може да се дојде до една објективна оценка. Имаше мислење дека учениците не сакаат да учат, па затоа и бараат да нема екстерно тестирање. Тоа не е точно, бидејќи учениците
Во Средното општинско училиште Љупчо Сантов можам да зборувам дека постигнуваат одлични резултати за време на наставните и на воннаставните активности. Значи, кај нас има една работна атмосфера. Се работи. Не е проблемот ние дека не сакаме да учиме и ајде сега не сакаме ни екстерно тестирање. Тој модел на проверка на знаењето можеби треба да го има, за да ги нема оние попуштања кај професорите, но сигурно не ваков модел. Овој модел мислам дека е целосно промашен, дека професорите се дојдени во една ситуација да бидат една машина за оценки. И сега на крајот нивната оценка како да нема големо значење, онаа што тие ја ставиле, туку повеќе се гледа оценката од свидетелството. Па ајде на крај нека доаѓаат тие од тестатори од Министерството за образование на секое тромесечие, кога добиваме оценка, нека не тестираат, што се толку запнале со екстерното тестирање, нека доаѓаат, професорите ќе немаат нема да имаат можност да не оценуваат и тие ќе бидат претворени во едни машини за оценки, или компјутерски, ние ќе кликаме на тастатурата на глувчето, ќе добиваме оценки и сето тоа влегува во свидетелство. Тој модел е недозволив. Бараме целокупно нов модел на проверка на нашето знаење, без разлика дали тоа ќе се вика екстерно тестирање или како сакат да го крстат од Министерството. Не доаѓа ли до двојно проверување на знаењата ако има матура и екстерно тестирање за оние кои што се на завршната година во средното училиште? Можам да кажам дека четврта година матурантите се најмногу преоптоварени со проверка на нивните знаења. Како што спомнав, на полугодие имаат екстерно тестирање, значи тоа се два предмета по кои што ги проверуваат. Потоа имат проектна активност, изработка, значи по еден предмет од 10 страни за тема која што тие си одбираат. И сега, на крајот од четврта година, од оваа година, значи имаат 3 задолжителни предмети за матура и еден интерен предмет, значи предмет кој што тие самите го бираат. До лани беа 2 задолжителни, 2 интерни, од оваа година се промени концептот на државна матура. Сушност тие со ова што го направија, ни го укина најдемократското право, правото на избор. Повеќе го нема оној избор да можеш да избираш помеѓу математика и странски јазик, англиски или германски, туку тие ти задолжуваат дека ти мора да полагаш математика. Немаш право на избор. Можеби јас или некои од моите соученици сакаат да се запишат на правен, на општествените факултети. Зошто име нив сега математика за матура? Може сакаат да изберат некој предмет кој што би им бил од корист за понатамошното високо школување. Колку како ученици, како младинска организација сте единствени во барањата да организирате протести и воопшто да ви се исполнат овие барања што ги доставувате до Министерството? Вака, како младинска организација досега имаме организирано 3 протеста во Кочани. Од тие 3 протеста јас досега не гледам никаков резултат. Ниту сме поканети на разговор од одговорните во општина Кочани, од секторот за образование, од канцеларијата на Министерството за образование и наука, ниту пак некој од одговорните од општината под која што се наоѓа ова наше училиште не поканиле на разговор, чисто онака информативно да слушнат зашто ние протестираме 3 дена по кочанските улици. Во однос на единственоста, јас го кажав тоа и дека при носењето на одлуката се донесе без ниту еден глас против. Младинската организација е единствена и членовите во Советот на младинската организација излегуваат на протести и исто така и нивните соученици. Добар е одзивот. Јас сум задоволен од тоа како кочанските средношколци излегуваат на улица. Во однос на тоа дека одлуката е донесена транспарентно, сакам да кажам, дека се запознаени и службите во училиштето, ние имаме доставено барање, односно известување до директорот дека излегуваме на улица, за секој протест го известуваме. И тоа е тоа, ќе продолжиме да си ги бараме нашите права, да ни се исполнат нашите барања. Имате ли притисоци да не излегувате на протести од наставниците, од раководството на училиштето? Да не излегуваме на протести, јас лично за сега не сум добил никаков притисок, ниту од директорот, ниту пак од некои професори. Можам да кажам дека од најголем дел од професорите во ова училиште, верувајте, имаме поддршката. Ни велат ученици, излезете, во право сте овој пат, борете се за тоа што ви припаѓа.
Ова е недозволиво да ви се случува, ја имаме поддршката, но за жал јас кажав дека таа поддршка ево онака муабети помеѓу нас, професорите и учениците. Некои од нив се осмелуваат тоа да го кажат и на час, некои од нив во ходниците ќе ме сретнат мене или пак некои од другите представници во младинската организација ќе ни го кажат тоа. До мене претходната недела пристигна информација од трета година дека врз нив се има вршено притисок од некој професор, значи поединечен професор, од директорот, од службите, немаме никакви притисоци. Јас сум задоволен од нивната соработка и претходно и сега за време на протестите, а за трета година, како што ми искажа представникот на младинската организација мене, дека имале некој притисок, дека наводно нема да одат на екскурзија ако излегуваат на протести. Јас им кажав дека тоа не е точно, не можат да не одат на екскурзија ако се присутни на протестот, може да смислат некој подобар притисок, па со тоа да ги залажуваат. Инаку учениците од трета година беа присутни на протестите и после тие притисоци. Има ли политичко влијание во целата оваа работа? Се правеа и такви муабети? Јасно ќе кажам. Зад мене и зад младинската организација од Средното општинско училиште Љупчо Сантов, за да излеземе на протести, не стои ниту една политичка партија. Нема политичка позадина. Зад мене стојат членовите на младинската организација кои што ја донеле оваа одлука, а за тие членови стојат сите ученици во Средното општинско училиште Љупчо Сантов. Па на прашањето кој стои зад мене, јас ќе кажам учениците. Ниту една политичка партија како што сакаат да не прикажат во некои медиуми или на социјалните мрежи, тоа најостро ќе го демантира. Вака, сега сакам исто така се појави и некои муабети дека младинската организација од Средното општинско училиште Љупчо Сантов функционирала за да протестира. Младинската организација оваа година има реализирано безброј проекти за што сте информирани и вие медиумите и целата јавност во Кочани и околината знае што работела нашата младинска организација. Значи, безброј хуманитарни акции, помагање на ученици, акции низ училиштето, наставни и воннаставни активности, организирање на ревијални надпревари и сето така натаму, и тоа ќе продолжи. И сега кога дојде моментот за да излеземе на протести, некои ни велат, вие само знаете да протестирате и ништо друго не работите. Значи со конкретни проекти во текот на учебната година тоа го имаме докажано. А сега кога е времето за протести, ние немаме намера да се криеме од тоа како нашите другари од другите градови во Македонија излегуваат и си ги бараат нашите прави. И ние го имаме тоа најосновно демократско право на протест и затоа протестираме. Би спомена другите градови, имате соработка со другите младински организации, со средношколскиот пленум? Минатата недела имавме заеднички состанок со младинската организација од Средното општинско училиште Славчо Стојменски од Штип. Тие беа еден од првите градови во Македонија кои што протестираа. И исто така се координираме со неколку школи од Скопје, во кои што, преку социјалните мрежи, дознаваме они што планираат, ние што планираме, се координираме најчесто околу деновите за протести, да бидат заеднички во цела Македонија. Тука се 2 дена, не можеме цела Македонија во исти ден да излеземе, бидејќи имаме проблем со законите, треба 48 часа во полиција да се пријави протестот, но се координираме во однос на нашите барања, истите барања, значи од најголем дел од училиштата во Македонија средни, се испратени до Министерството за образование и наука и сега се случуваат масовни протести, од тамо нема промена на ставот. Јас не знам дали тие планираат да не слушнат, ја искрено верувам дека ќе не слушнат, како што го слушнаа гласот на студентите, кои што неколку пати излегуваа на улица во масовен број. Верувам дека и ние тоа ќе успееме да го постигнеме, така кога ќе бидеме масовни не само во Скопје и во цела Македонија, кога ќе не гледат граѓаните по улиците, дека си ги бараме она што најголем дел од нив ни велат дека сме во право. Верувам дека ќе успееме и се надевам дека од Министерството за образование, исто како што ги слушнаа студентите, каде што го повлекоа законот и донесаат, има сега предлог за целосно нов закон, верувам дека истото ќе се случи и со нас, со средношколците, дека ќе не слушнат. Некакви радикализација на протестите?
Па така, ако сте приметиле, од протест во протест одиме се порадикално. Третиот протест еве се случува со едночасовна блокада на раскрсница. Значи, протестите ќе се радикализираат и понатаму, значи ќе бидат блокирани можеби и повеќе раскрсници. Има прашање за тоа што подразбирам под тоа радикализација. Вака, ние уште од почетокот најавивме дека сега за сега ќе нема бојкот на наставата и протестите се случуваат во периодот помеѓу 12:30 и 13:30, значи помеѓу првата и втората смена и нема бојкот на наставата. Дали под радикализација подразбирам бојкот на наставата? Да, но рано е се уште за бојкот на наставата. Доколку се глуви од Министерството, верувам дека на ниво на Македонија, ако биде одлучено да има бојкот на наставата, ќе има бојкот и овде, ако се сложат најголем дел од членовите на младинската организација, бидејќи ние сите заеднички ги носиме одлуките, ќе се случува и такво нешто, а со протести ќе бидеме присутни во секоја недела. Значи, за да не нас заборават, ќе бидеме тука по улиците и ми е мило што и од граѓаните на Кочани, кои протестираме, ни шлакаат раце, значи со воодушевување не гледаат како млади кои што кренале глас дека знаат што сакаат, дека се борат за нешто и тоа со воодушевување и тие го восприемаат, а и на нас ни даваат некоја поддршка и понатаму да излеземе и да се бориме за оно што ни припаѓа. Се координирате ли со младинската организација од Седмото општинско училиште Гошо Викентиев? Досега немаше, барем од нивна страна, поддршка на протестите, односно учество, би рекол. Вака, откако ја донесовме одлуката за протест во нашата младинска организација, јас лично контактирав со председателката од младинската организација Авангарда од Гошо Викентиев, Ивана Карова. И кажав дека ние како средно училиште излегуваме на протести и лично јас ја побарав поддршката од неа, од нивната младинска организација и нив како ученици да излезат на протести. За жал, одговорот од нивна страна беше дека тие како ученици ќе присуствуваат на протестите организирани од наша страна, но како младинска организација нема да дадат јавна поддршка или па да учествуваат во организирањето на ваквите протести. Тоа била нивна заедничка одлука која што ја донеле како младинска организација. Јас лично немам намера да се мешам во одлуките на младинската организација на Гошо Викентиев или пак да им вршам некаков јавен притисок да излегуваат на протести. Тоа си е нивна одлука. Од протест во протест се зголемува бројот на ученици од Гошо Викентиев кои што излегуваат на нашите протести, ни ја даваат поддршката. Јас очекував дека веќе вториот, третиот протест тие ќе сменат одлуката дека и тие ќе излезат на протест, тоа не се случи. Веројатно нив неколку работи не им се јасни дека до година и нивното училиште како стручно училиште влегува во концептот на Министерството за образование и наука за задолжителен предмет математика за државна матура. Значи тие што се сега трета година во тоа училиште до година задолжително ќе полагаат математика за матура, ако оваа година ги одминало, не значи дека и до година тоа ќе се случи. И сега тие дали не го знаат ова, дали се плашат, дали имат притисоци од таму, немам информации, но за жал не излегуваат во масовен број. Неколку ученици само онака ќе искочат на протести и ќе ни ја дадат поддршка. Треба да се свестат дека ние се бориме не за мене лично, не за секој од нас поединечно, туку се бориме за сите нас. За подобро образование во кое што ќе биде слушнат гласот на средношколците. Еве им уште една прилика ќе ги повикам јавно. Приклучете се, охрабрете се, нека не ве заплашуваат со притисоци, со неодење на екскурзии, со не знам уште што. Излезете на протести. Не е ништо страшно, доколку се протестира, демократско право е. Учениците од таму верувам дека ќе се охрабрат и дека во поголем број ќе присуствуваат на наредните протести, блокади, како и тоа да се случува нашиот револт. Исто така очекувам дека и од нивната младинска организација тоа ќе го поддржат. Јас сакам да кажам после вториот протест дека ги повикав и професорите. Професорите од нашето училиште да се охрабрат јавно да ни ја дадат поддршката. Значи јавно со нас рамо до рамо да излезат на протестите. Знаеме дека најголем дел, не можам да зборувам во име на сите, се против ваквите реформи во образованието, дека најголем дел од нив не поддржуваат и на најголем дел од нив местото им е со нас, со учениците. Тие нека бидат примерот по кој што ние треба да тргнеме.
тие да ни бидат водилката фактички, а не ние излегуваме на улица, а тие не сакаат да ни ја дадат поддршката. Откако го упатив на претходниот протест овој апел јавно, до мене стигна информации дека еве неколку професори се одважуваат и дека ќе присуствуваат на наредните протести. Карова, кој е ставот на младинската организација Авангарда при СОУ Гошо Викентиев? Младинската организација Авангарда од нашето училиште, која што е дел од истата, е формирана со цел да ги развива креативните и лидерските способности на нашите учениците и врз таа основа на еден од нашите состаноци, членовите на истата одлучија младинската организација Авангарда да не биде дел од организацијата на овие протести, па така сите наши членови кои што исто така се ученици на нашето училиште оставивме самостојно да одлучат за себе дали ќе излезат на тие протести или не. Колков број има во младинската организација? Дали сите ученици членуваат во неа? Младинската организација покрива мал дел од нашите ученици, околу солидна бројка од 80 до 100 членови. Во меѓувреме имавте и други активности за кои што ние информиравме. Продолжувате со тие активности? Продолжуваме со тие активности, спроведовме голем број хуманитарни акции. Последната наша активност беше снимањето на песна и спот на нашето училиште. Пораката? Пораката, значи секој ученик е добре дојден во нашето училиште. Освен ставовите на средношколците, во осумаголник побаравме мислење и од директорите на двете средни училишта во Кочани, околу барањата на учениците искажани на протестите. Се чувствувам повикан да дам некои одговори околу овие средношколски протести, она што оде во локалните медиуми, повикувањето на нашето училиште, дека учениците не ги поддржуваат овие средношколски протести. И сака да дам неколку објаснувања. Значи, училиштето Гошо Викентиев има околу 860 ученика оваа година, од кои во завршна година се 230 ученика. На ниво на училиште функционира младинската организација Авангарда, која чие учество на учениците во неа е доброволно. Моментално бројката на ученици ангажирани, пријавени во младинската организација Авангарда е 80, од кои 30 ученика се поактивни. Членовите на младинската организација Авангарда се од прва година па до 4-та година. Значи, овде би сакал да нагласам дека младинската организација Авангарда не може да преземе на себе одговорност да повикува на штрајк или да го одбија. Значи, немат легитимитет за себе на сите ученици. Значи, не е пионерска организација каде сите средношколци се автоматски зачленети. Значи, тоа е на доброволна основа. Председателот на младинската организација Авангарда на собир на членовите кои се активни во самата организација донеле одлука дека не треба да ги поддржат протестите. Значи, тоа не е направено нити на притисок на директорот, нити на притисок на професори. Влезната врата на училиштето не е заклучена, не се врши притисок на децата дали ќе учествуваат или не на овие протести. Од разговор со учениците, дали ќе учествуваат или не на штрајкот со младинската организација, наведени се неколку причини поради кои не го поддржуваат штрајкот кој се организира моментално. Значи, прво, во средните училишта се уште нема да стапе од оваа година задолжително полагање на математика, тоа ќе биде од наредната година. Второ, ова концепција промена на матура е донесена пред 2 години, кога е требало да реагират учениците навремено. Завршено е пријавувањето на матура, сите ученици што планирале да пријават матура веќе ја пријавиле. Во гимназијата, значи со математика е пријавено, кај нас е се уште по избор на учениците тоа направи. Друга причина поради која има мал одзив или не учествуваат во тој штрајк е што од вкупно 230 ученика во завршните години пријавено матура имат 80. Останатите се на завршен испит. Трето што би сакал да нагласам, ние како стручно училиште, математиката ни е потребна и застапена. Че не може во стручно училиште каде што се прават пресметки да математиката биде исфрлена. Предпоставка е доколку се во стручно училиште или ќе останат со 4 годишно колку што завршат и ако одат на факултет би отишли на некој од техничките факултети каде без математика би било многу тешко да го продолжат натаму
образованието. Како директор исто така би сакал да нагласам дека учениците кои доброволно се вклучуваат во тие протести, може тоа да го прават посем часовите, бидејќи во училиштето нема доставено никакво барање за учество на ученик или група на ученици на овие протести и секој отсуство како нормално се регулира како отсуство од настава. Уште нешто би сакал да додадам, значи доколку учествуваат и дел учениците, лично не би сакал да ги видам учениците на вакви протести, каде делумно се злоупотребуваат и се вовлекува и политиката. Значи овде не зборувам дали на самите протести се вика доле влада или да живее влада, не е битно во моментот. Мислам дека учениците треба да останат надвор од политика, барем додека се во училишните клупи. Значи на овие снимки што се гледат, во позадината се слушат и такви некои дофрлувања, иако мислам дека не е тоа ставот на учениците кои излегле да протестират за исфрлање на математика од матура. Протестите се случија, имено младинската организација во нашето училиште ме информираше дека планираат неколку протестни митинзи. Мојот личен став е дека во општеството, кога се случуваат важни работи, младите треба да реагираат. И во тој дел ние немаме проблем ниту во комуникација, ниту во организација. Организацијата е од страна на младинската организација Единство. Меѓутоа ме загрижува моментот. Имено динамиката на спроведување на државната матура беше објавена пред 3 години, пред неполни 3 години, и тогаш беше најавено дека за 3 години, почнувајќи од 2015 година, учениците ќе добијат уште еден задолжителен предмет, односно предметот математика. Мислам дека премногу се чекаше. Моje мислење е дека реакцијата на младинската организација е задоцнета, бидејќи низ една порелаксирана процедура можеше на време да се интервенира. Инаку сметам дека и како човек, и како просветен работник, дека учениците се треба да бидат респектабилен фактор во решавање на вакви клучни работи. Пак ќе повторам, реакцијата доаѓа задоцнета. Амбиентот во кој што се случува, протестот на учениците е за мене малку проблематичен, заради тоа што се случува со задоцнување од скоро 2,5 години. И во тој дел мислам дека доцнат. Нивните права не се нивните барања не се доставени до училиштето. Ние имавме неколку состаноци со представници од младинската организација на кои што јас отворено разговарав за тековната состојба. Мислам дека требаше да ги артикулираат малку порано. Не сум сигурен дека се доставени во писмена форма. И тука имаат еден мал пропуст, меѓутоа тоа го припишувам на нивната младост и неискуство. Реагираат малку задоцнато. Она за што разговаравме и на тие средби со представниците од младинската организација беше иконографијата и вокабуларот. Имено наликува или е пресликана иконографијата од едни други протести за кои што јас не сакам да коментирам, можат малку по-оригинално, на поинаков начин да го изразат својот револт. Веројатно ќе се согласите, паролите од типот екстерно за владата, преку глава ми е од матура и шу матура, се слогани видени на некои други протести во кои што младите не учествува. Јас се надевам дека ќе резултира нивната активност со засилена комуникација со надлежните. Имено Државниот испитен центар, ќе повторам, навреме ги најави промените во
спроведувањето на државната матура малку задоцнет. Во училиштето не е забележан притисок за време и пред организирањето на протестите. Јас бев информиран за сите чекори што ги превзема младинската организација и за тоа им благодарам. Беше најавена радикализација на протестите. За жал, во терминот кога беше најавена таа радикализација се појавија најмалку ученици. Знаете, на првиот собир имаше околу 100-150 ученици, на вториот протестен марш имаше уште повеќе, третиот веќе падна. Предпоставувам дека несинхронизираноста, намалената комуникација со останатите средни училишта доведе до губење на интересот, инаку ние немаме. Ниту од страна на професорите, ниту се пожалиле учениците, ниту пак во обратен смер учениците не вршеле притисок на оние кои што не го поддржуваат протестниот марш.